Основната цел на Сојузот на Сдружениите проти да иштити правата на пациентите. Кој ќе рече правата на пациентите да имаат редовна терапија, квалитетна терапија и да се бориме да ги едуцираме, да подигнеме нивната свест за самата болест и со подигнување на свеста они ќе станат чинители во превенција диабетот и во борбата во диабетот, бидејќи они ќе се менаџираат болеста, а докторот со 20 или 30% ќе учествува во терапијата, од другото сами треба. Тоа што значи? Правилна и балансирана исхрана, физичка активност, редовно мерење на шекерот, сите тие елементи кои ќе се искомпонират, онда пациентот во добар дел сам ќе се контролира болеста, а докторот ќе биде само една помош со која дозите на терапијата, дали ќе се таблети, дали се инсулин, ќе се остане во раците на докторот, а докторот треба секако таа врска меѓу пациентот и докторот е доживотна, пошто е болеста доживотна, таа симбиоза е доживотна. И докторот ќе треба, а што каже професор, секој пациент е посебна приказка, не е се орина шапилограф, па за сите да важи исто правило. Секој пациент е посебна приказка и докторот, тој што ги третира своите пациенти, треба многу повеќе да знае од терапијата за самиот пациент, за да може да му помогне. Ако види дека нешто не е во ред со шекерот, дали сменал во исхраната нешто, дали сменал во физичка активност или некои други проблеми има, и докторот секој треба да е присутен да му помогне на пациентот. Колку редовните прегледи кај човекот, кај поединецот, може да придонесат за навремено справување со диабетот? Што по-редовни прегледи, до толку е можноста да се преземат по адекватни мерки. Тоа да кажам за општа радост, во Македонија веќе најголемиот број на лица со диабетес имаат апаратчиња за домашно мерење. Јас сакам само во оваа прилика да ги окрабрам, да не ги проверуваат апаратчињата своји со други апаратчиња или апаратчето да оди да го проверува со некој апарат во некој медицински центар, амбуланта или така натаму. Нема ништо попрецизно од домашното сопствено апаратче ако правилно се ракува. И тоа е сосема доволно. Денеска апаратчињата се делат бенефицирано, значи не плаќаат обично за самиот апарат, траките се со пристојна цена и што почесто се мери, тоа е подобро. Например, кај трудниците советуваме 6 пати дневно да земаат шекер и према тоа да се контролираат. Ако може уште една мој совет или порака за при крајот емисијата, секој што има шеќерна болест кај возрастните кои не примал инсулин, ден порано да помине на инсулинска терапија. Бидејќи докажано е, инсулинот е природен хормон и тоа е единствена субстанца, единствена материја која што ги штити крвните садови, која што ги одложува последиците и која што може животот да го направи пријатен и покрај споменатата состојба.